председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, денеска на денешната седница продолжуваме со вториот предлог кој што парадоксално стигна од Комисијата за избори и именување од незавршена седница. Замислете, единствена точка избор на уставни суди успеа некако да биде поделена. И сега имаме предлози кои што се овде во собрание, а во исто време на Комисијата за избори и именување продолжува точката за избор на уставни суди како незавршен. Значи, успеа да ја клонираат точката. И сега, секогаш кога се клонира, доаѓа до загуба. Која загуба ја имаме и кој губи овде? Па се знае. Ке губи уставноста, ке губи законитоста, ке губи владењето на правото, затоа што го напуштаме темелната вредност. Рековме од членот 8, став 1, алинеа 2, владење на правото. А веднаш посем неа доаѓа следната алинеа која што утврдува дека како темелна вредност е поделбата на власта на законодавна, извршна и судска. Со ваквиот начин на избор на уставни суди, целосна доминација на владата, владина доминација над сите останати власти во државата. Затоа што, веќе еднаш ка реков, во демократиите, уставот, законите, правните акти служат за да биде заштитен народот од доминацијата на државните органи. Уставот и законите служат за да се ограничи моќта на оние кои што извршуваат политичката функција и се носители на политичката моќ во моментот. Само кај нас, уставот, деловникот и законите се користат со еднострано и своеволно толкување од страна на носителите на политичката власт, се користат за да биде ускратено нечие право, за да бидат граѓаните понижени, за да можат да го продолжат својот мандат на ваков противуставен, противзаконски и недоличен начин. Замислете, со остатоците од вашите мандати, вие противуставни и противделовнички избирате уставни суди кои имаат мандат од 9 години. И на овој начин гледате како власта доминира. А треба, односно владата доминира. А треба за уставни суди да бидат избрани лица кои што немаат никаква врска со политичкиот естаблишмент. И сега да направиме мало навраќање и мала дигресија и да позборуваме за Татјана Васич Бозаджиева. Апсолутно вртоглава кариера. И да видиме од каде потекнува и да се запрашаме од каде вие, од каде јавноста ја познава Татјана Васич Бозаджиев. Ке ве подсетам во моментот кога станавме пратеници. Кога во државата имавме кризна состојба поради ковид кризата. Кога овде во собрание стигна предлог закон за заштита на јавното здравје во време кога министер беше Венко Филипче. Кога имаше негови обиди да се промовира во јавноста дека ќе се државата ќе забранува собир на повеќе од 4 лица и државата ќе може да влегува во домовите. Не знам дали се сеќавате на таа скандалозна изјава на Венко Филипче од 22 или 21 февруари. Подоцна стигна овде тој закон и беше предложен како амандман и беше нападнат од целата јавност затоа што содржеше целосно против уставна одредба со кој што Венко Филипче и власта сакаа да ни влегуваат во домовите. И во тој момент се запрашував, знам дека Венко Филипче е доктор, кои му се советници, кои го советуваат да дава такви предлози. Па потоа стигна предлогот од Министерство за правда, ќе ве подсетам со кој негативното мислење требаше да биде основ за граѓанска одговорност за навреда. И повторно се прашував, кои се тие советници во Министерството за правда кои што пишуваат закони и не навраќаат како од времето на вербалниот деликт? Кои се тие истакнати правници кои што работат во овие министерства и го напишале законот со кој предвидуваат да ни влегуваат дома? И го напишале законот со кој ако искажеме негативно мислење ќе треба да одговараме?
И знаете кога се споја служувалката? Кога стигна кандидатурата на Татјана Васич Бозаџиева на Комисијата за избори и именување. Ја отвараме биографијата и гледаме. Советник во Министерството за здравство. Истиот тој советник што предлагаше власта, државата да и влегува на граѓаните дома. Истиот тој советник потоа со трансфер во Министерството за правда што предлагаше секој кој што ќе изрази негативно мислење да одговара за навреда и клевет. И сега тој истиот човек треба да ви биде уставен судија и треба да се грижи за уставноста и треба да се грижи за законитоста. А немојте да мислите дека од овие постапки на Министерството за здравство не ги чувствуваме последиците денеска. Прашајте ги директорите во затворите и ќе видите што се случува поради непромислената политика и постапки на Министерството за здравство, каде што со уредби со законска сила предизвика во Македонија да имаме стотици илјадници случаи за граѓани кои што беа казнени со платни налози затоа што не ги почитувале забраните за излез од домот во тоа време. Знаете сега како ни се удира во глава? Според законот, оние кои што не го платиле платниот налог, сега и се заменуваат со затвори. Сега имаме огромен број наплив на луѓе кои што треба да лежат по затворите. Поради што? Поради такви советници во Министерството за здравство и поради такви советници во Министерството за правда, кои што сега имаат вртоглав раст на кариерата и сега ќе треба да бидат и уставни суди и да се грижат, внимавајте, за уставноста, да се грижат за законитоста, да се грижат за темелните вредности, да се грижат затоа што Уставниот суд одлучува абстрактно и нормативно. Меѓутоа, Уставниот суд, кога одлучува по уставни жалби, одлучува и конкретно во поединечни правни акти, кога станува збор за прекршување на основните слободи и права на граѓанинот. И токму тие советници, кои што нема никаков обзир кон слободите и правата на граѓанинот, кога ги предлага овие законски решенија, кои што не беа донесени само благодарејќи на активноста на опозицијата. И тогаш велевте дека кочиме, и тогаш велевте дека блокираме. Меѓутоа, така ви изгледа кога слепо одите во амбис и секој кој што ве предомислува, кој што ви вели дека не сте тргнати на добар пат, вие за него мислите дека блокира, дека обструира, дека е против вас. Затоа што Димитар Ковачевски, оној кој што дава тендери и државна помош на фирмите на неговиот кум, успел да ве убеди дека бродот тоне, ама за вас има чамет за спасување. Немате чамет за спасување. Ако ни потоне бродот, ќе потонеме сите. А верувајте ми, бродот тоне. Изборот на вакви уставни суди само ќе ја продлабочи поделбата во општеството и ќе создаде целосна слика на непочитување на највисоките правни акти кои што веќе еднаш реков, постојат за граѓаните да бидат заштитени од власта, а не власта да биде заштитена од граѓаните. Затоа што вие како парламентарно мнозинство, веќе еднаш како кажав и ќе повторам, немате никаква надлежност над Уставниот суд, ниту за разрешување, ниту пак можете да инвалидирате одлука, на ниту еден начин не сте поврзани. И вие лекомислено дозволувате да го понижите собранието, да ја клонирате. Точката на Комисија за избори и именување не баре овцата доли и да давате вакви недолични предлози овде. Предлози кои што не ја поминале комисиската расправа. Уставниот суд, реков, не утврдува што е право, Уставниот суд утврдува само што е неправо. А со ваквиот начин на избор на уставни судии, можам да ви кажам дека со неправо не можете да создадете орган кој што ќе го контролира спроведувањето на правото. Неправото останува неправо. Благодарам.